Добре дојдовте во студио. Тема проблемите на глувите во Република Македонија. Гости се Павле Стаматовски, член на Управниот одбор за град Скопје на Сојузот на глуви и наглуви лица, Александра Сталеска-Зафировска и Николина Сталеска, која што всушност не е официјален преведувач, но го научила знаковниот јазик покрај незината сестра. Ние всушност не се ни обидовме да бараме официјален преведувач од едноставни причини што до нив е многу тешко да се дојде, но за тоа подоцна во разговорот. Господине Стаматовски, вие минатата недела протестиравте. Во што се состои проблемот? Зошто излеговте и ја изненадивте македонската јавност со тој протест пред Министерството? Пред да го избереме Васко Марков, кој е председател на Сојуз на глуви и наглуви на Македонија, беше многу добар, но како стана председател на глуви, ги навредува глувите, не се труди да им помогне за плата да добијат редовна, се прекинува се што сакаат, како газда тој да е на глувите. Глувите малку се повлекуваат и се плашат од него, и затоа глувите протестираат да го запрат Васко. Зашто тој не е сам газда, треба заедно со сите глуви да соработува, а не е убаво да врши притисок. Нема помош од него, никаква помош за глувите, многу е себичен, само патува. На конгрес влегува во Франција. Васко немал право, тој влегол во одборот кога имаме ние состанок, нема право да влегува, тој влегува и ја прекинува нашата работа. Што како власт, како диктатор, како власт, како газда се однесува. Во цела Македонија треба да соработува со сите глуви, а не да врши притисок. Затоа ние протестиравме глувите. Сте се пожалали? Дали може да се дополни Александра? Глувите бараат оставка од председателот на Сојуз на глуви и наглуви на Македонија, Васко Марков, затоа што тој не работи добро, не работи за нашите права, само патува на конференции, но не присуствува, оди да се шета, патува, нема потреба да на некој настани кај што се спортски активности и оди. Васко не почитува нас членовите, многу не малтретира, ни се заканува, од различни причини на различни лица, само за него се бори, глувите се плашат од него, тој само ги користи и наоѓа причини за своја корист. Тој сам си носи одлуки, не може сам да носи одлуки. Во Сојузот се работи исто како порано во Југославија. Председател, секретар и тоа е, треба да се смени. 22 години Македонија е независна, а тие исто работат како порано во Југославија. Во цел свет глувите знаат англиски, во Македонија глувите никаква поддршка нема, не знаат. Порано во Југославија имало за сите вработување, затоа Сојузот можел да организира само спортски активности и културни активности, но сега независна Македонија е друго, многу е потешко да се најде вработување. Значи треба да се организираат семинари, нешто ново, да се бори за глувите, да има иницијатива, да се обучуваат. Треба во Сојузот има само 2 лица вработени, треба повеќе да има, барем 5 да има. Например, има некои кои што толкувачи имаат со сертификат, но чекаат еднаш месечно да ги викнат на превод. Па извинете, не може да чекам да бидам преведувач еднаш на месец, ми треба редовно вработување кај што ќе земам плата. Александра, сте се пожалали ли на некого? Дошла ли некоја инспекција, контрола? Дали имаш жалба, дали некогаш има некој контрола во Сојуз? Контрола. Работењето на Марков. Да види контрола како Васко работи. Нема, само председателот си носи одлуки, нема контрола. Значи Сојузот е единствената институција која што треба да помага на глувите во Македонија. Ако Сојузот не се бори за нас, кој ќе им помогне на глувите? Затоа ние глувите отидовме во Министерството за труд и социјала да побараме поддршка за поголема контрола на работата на Сојузот, да контролираат каде се троши буџетот што им го доделуваат. Ние глувите не можеме сами, ние не знаеме кој треба нив да ги контролира.
Министерот рече дека сте биле во погрешна зграда, пред погрешна зграда. Министерот Грешка кажа, ли вие беше глувите протестот? сте сгрешиле, не требало да одите во министерство. Не е грешка според моето мислење, ние бараме поддршка од министерството. Министерството треба повеќе за нас да се грижи, да го контролира Сојузот, да ни помогне да најдеме вработување, значи тоа се различни прашања. Во среда ве очекува тежок ден. Значи Сега имате во среда. избор на председател на Сојузот. Да се избира дали поддршка председател на Сојузот. Што толку го изберат повторно Васко Марков? Што ќе се случи ако сега во среда повторно добие Васко? Што ќе правите? Нашата борба ќе продолжи, ќе видиме, не знам. 32 делегати има во Македонија. Да. Ако тие одлучат Васко да си оди дома, добро. Ако Васко го одлучат да остане, тогаш ние повторно ќе протестираме. Тоа е. Ќе ги видиме резултатите. Меѓу другото кажа дека во Македонија има многу малку преведувачи, толкувачи, значи имаат проблем со преведувачите. Кажавте дека во Македонија. Каква е ситуацијата преведувачи на терен? Што има преведувачи? Ако може малку да Од сите глуви дојда во Скопје да протестираат. Васко Марков, председател на Сојузот, патуваше во Куманово, во сите градови низ Македонија, каде што Сојузот има центри. Сакав само да дополнам, извинете, пред да прејдеме на темата за преведувачите. Васко Марков, председател на Сојуз на глуви и наглуви, отиде и отпатува во сите центри во Македонија на Сојузот на глуви и ги собираше глувите за да ги убеди да прекинат, да се откажат од штрајкот. Например, да дојдат. А глувите, например, сакаат да дојдат, но поради Васко Марков... Не разбирам. Сакаат... Ако може, ама не разбирам. Сакаат, да. Например, лице точно го знае, кое што сакал да дојде на протестот во средата, меѓутоа му подзакани од Васко не дошол затоа што се плаша. 120 глуви дојдоа на протестот, кои што не се плашеа, нема повеќе, не можеа повеќе да дојдат. Толкувачи немаше ни еден. Едно од кавадарци лице дојде, кој што родителите му се глуви, малку ни помогна со превод, дојде, малку, тој многу му благодариме за помошта. Толкувачите сакаат да дојдат и да не поддржат, но им е страв. Зошто? Затоа што утре Васко, председател, нема да им даде пари. Нема да ги викне на превод. Тоа е проблемот и тоа не е добро. Ако може да се дополни. Има 12 сертифицирани толкувачи во Македонија, треба да има повеќе. Зошто? Зашто нема иницијативи. Во 2009 почнаа значи да спроведуваат курсови за толкувачи за знаковен јазик, но тоа прекина. Треба да се продолжуваат тие семинари за толкувачи. Например, ако овие 12 сите се зафатени, јас каде да најдам толкувач? Сојузот треба да вработи 5 толкувачи кои што ќе имаат постојано работно време, да бидат на повик, да бидат достапни и да можат во секој време да одговорат. Од цела Македонија треба во секоја општина да има по еден толкувач кој што ќе биде полно работно време достапен за глувите лица. Но нема, за жал, нема. Може јас малку да кажам за толкувачите. Ако може само да јас да дополнам за порано кога имаше курс, која година владата законот за знаковен јазик го направи и кажа дека сега во Македонија знаковниот јазик е официјален. Значи, од тогаш почнува потребата и мора да има преведувачи од знаковен јазик. Но курсот
курсот почна колку 1 година и се прекина. Зошто? Зашто Сојузот немаше пари. Сојузот кажа дека Министерство за труд и социјала не ни дава пари, немаат пари понатаму. Наставниците беа преведувачи, тие се откажа, зашто 1 година не добија плата и се откажа и не продолжуваат. Таму имаше многу лица што слушаат, што сакаат да учат знаковен јазик, но се откажа зашто нема курс. Пред 2 години мене ми напиша на имейл едно лице и вика, јас го најдов вашето име на интернет. Јас сакам да учам знаковен јазик, каде можам? И јас му кажав, никаде. Сега нема во Македонија каде да учиш. Јас сум сестра на Александра. Јас сакам да зборувам повеќе знаковен јазик, слабо. Немам каде да учам. Дома не можам да учам. Александра, како изгледа кога одите во некоја институција, на шалтер со администрација? Како ти Со кои проблеми се кога соочуваш? одиш во некоја институција, банка или министерство, ти како комуницираш? Сама на ливче пишувам и им кажувам, ве молам полека зборувајте да можам да ве прочитам од уста. Се снаоѓам кога можам.